Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Како што гледате денес во насловот имаме демохол. Почнеме со помалото, затоа што не се сеќавам што има во помало, во поголемото знам што има. Така, ајде, веднаш да започнеме, затоа што имам нешто многу место во телефонот за снимање. И ако избришав, тоа што требаше се избриши за да можам да снимам. Ова ми е прва реакција, требаше со другарка ми да ги отвораме, но сепак одлучив ние да ги покажам после, затоа што нема вас да ви биде интересно. Начекував ова шише да е толкаво. Инаку, како што гледате по насловот, денес снимам сета опрема и некои други работи за велосипедот, за моточак. Ово шишево многу ми се допаѓа. Премногу. Очекував да е многу помало. Многу е кјут ова за на училиште, ќе биде одлично. Следно имаме сега се ноктите за роден денот. Имаме многу simple pink. Мора вака, знам дека може би е погрдо се гледа, но морам, затоа што наистина нема да можете да видите ништо. Еве ги овие многу simple pink. На крајевите овде се малце бели. И ова е за точакот. Што нема да можам да користам затоа што немам таква дупчиња за точакот. Тоа што треба за ова е за шишето. Многу е кјут бојата, многу ми се допаѓа. Ми е жал толку што нема да можам да го користам. На раквиците за точакот. Ајде, малку вечина тие. На раквици пинки тие, да ми одговараат со точакот, затоа што во тамнелот може би видовте дека е пинк, односно розов точакот. Али ни требаат многу, затоа што според до сегашното искуство во возење точак ни требаат тоа како. Малце се големки, ама тоа може да се занемари. Еве како изгледаат. Изгледаат дека ќе работат, дека ќе бидат супер. Следно имаме што е ова? Чантата. Онака чанта што се ниве. Тоа или не? Не, ова е за наточак. Не, точак. Да, ова е за наточакот. Испадна дека и ова може би нема да можам да го користам, но ќе се снајдам некако. Ова е за шишето. Шишето нема да го собери тука, е многу големо. Или го собира. Го собира. Супер. Сите овие работи после на крајот од видеото ќе видите како ги пробувам, односно веќе наведен точакот како изгледа се. Следно имаме купачите леле сега. Ви кажав има и други работи освен работи за точакот. Се надевам дека купачи веднаш, значи ќе погодам големи некако што треба. Сега на крајот ќе ми кажеш дека ми се големи. И ви кажувам дека повеќе не порачувам затоа што не можам да си погодам големина. Ќе ги пробам, ќе ви кажам или ќе ви напишам тука дали ми чинеа. Сигурно ќе пробам после ова да така да. Еве ги другите. Ајде нив да ги пробаме, иако завршивме со плажата, мислам дека, не знам. Ама ајде. Овие ми се подобри, ови заат. Видите, така ми заат. Сум ги зела во ил. Еве ги. Овие ми се поубави, ми се допаѓаат. Горното, ова ќе ми чини 100% горното. Да, 100% да се врзува и овде, таман. Okay, I like this one. So овие сум satisfied. Then ногти French. Никогаш. You can never go wrong with French nails. И па тоа е малце по fancy шменси. Ајде да ги отворим да видиме овие да ги се убави. Еве какви се. Како се цвејкиња, малце жолтеникасти, не знам зашто жолти, ама ајде. Вау, сега одма ке отвориме и одма ке ставиме на Вау, сега ке ставам одма ке ви покажам како изгледа. Како изгледа маската, ве молам занемарете го моето огледало кој што се валка на секој 5 секунди. Ева маската, прекјут. Квалитетот му е навистина предобар, многу е мазна, многу свети, многу ми се допаѓа. Следно ги имам ова го наше и мојата другарка, така да ова знаеме дека чини и дека е одлично. Пробав го ставив мојот телефон тогаш.
И стоеше дека ова исто така за точакот, за велосипедот. Ова е накво за телефонот да ви го држи. Ова ми ќе биде прекорисно затоа што така телефонот ќе имам да го чувам најблиско што можам. И последните две нешта за овој пакет. Уштени ногти. Очекував малце подобар квалитет, но убави се, што знам. И последно имаме ланче, кој што сакам беше за на плажа, но многу пак касно стигна. Што стори ланче, бре? Сега ќе пробам да го ставам. Сега ќе пробаме да го ставиме ланче, да видиме како изгледа. Да, кјут. Ми се допаѓа и ова многу. Сега да ми се последниот пакет. Голем, многу голем. Ще нема да го отвориме и не ми се верува дека заврши буквално за помалце или за 10 минути, може би не, и помалце 10 минути. Океј, сува после, нека не големо, ќе ме со помалите работи. Еве го ова виши така скапо малце, ама така квалитетно е. Многу квалитетно и многу тежи. Еве, ова е за ако ќе одиме пример во град. Има и клучеви за да си го ставиш точакот, никој да не може да ти го укради. Преквалитетно е. Мириса на гума на некое нешто, ама многу е квалитетно, многу е тврдо и многу тешко. Еве другата маска, леле, отива така направи. Ове не ми бе заедно по прачање, но изгледа како ги стојат нешто направи. Следната маска, кој што ова си купив исто така за роден денот. Преквалитетна е, ама ми е сега дека ова ќе почне да се лупи сребреното од покрајот. Преквалитетна е, гледајте ја. Така ќе пробам после. Белегзијата исто така за роден денот. Ова е златна, знам дека ќе ми радиоса, ама ајде. Бидејќи овие се ефтини. Тоа е да белегзијата што сторе мало. Многу е кјут. Многу е кјут. Последно имаме ова друга белегзија, мислам дека е белегзија или ланче, секој име не знам што е. И ова исто така премногу ми се допадна. Уј, ова е белегзија. Многу е добра. Многу е добра. Изгледа како некоја златара да сум ја зела. И ова дефинитивно за роден ден. Многу е кјут. Многу добро. Вако ланче имам, затоа ја зедов. И не остана последното, не текува вака да е пакована ова. Ова е инаку кацига. Не очекува вака да е пакована, зашто на друга камина ми беше вака спакована. Видиме каква е. Црна зида, затоа што имам розов точак, не сакам да претерувам со розовото. И може да се најде ова пример по година зависи ако да ако купам нов пример точак за да ми одговара и со него. Еве, имаме некои конструкции. И ова истото ги имаше мојата другарка, става наку. Сега ќе ја пробам ова маска, другата, што е многу квалитетна. И тоа ќе биде тоа за ова видео. Момент не може да го ставам телефонот. Ева како изгледа. Здравейте, денес сме после неколку дена ова видео снимам. Вториот дел од ова темата сакате да отворим затоа што мајка имаше че сакала да ги види. Последните работи за точакот и јас сум готова со тему, повеќе не ни верувам дека повеќе порачувам, не дека не сум задоволна, но мислам дека доволно е. Наистина е доста. Да, ајде веднаш да почнеме. Тука имаме моите последни работи за точакот. И заборавте што има се, што знам само дека. Еве го чантето кој што си го купив вакво, затоа што ќе ми се најде и за точакот, а и општо женско е нормално. Еве. За отстрана знаете како се носи. Ова мислам дека ќе биде прекорисно. Има 3 патенти, еден назад и 2 напред.
quando è topo. Извинете, майка ми влезе. Чекайте, морам да се пресличам, не можам, ака не можам рајат ништо да ви покажам. Океј, го сме напустано да можам малце по комотно и по фри да можам да изборувам. Ова е оно што се става овде, за да можеш да оставиш телефона да ти снима додека возиш. А и општо не мора само додека возиш, додека одиш, тоа нема врска. Тоа како сакаш ти така. Има многу делчина, ова не би можела да го составам, така да тој ќе ставим за некогаш. Ова е оно меко, едно што се става за не се виште за да ти биде меко. Ова е црно, мене точакот ми е, сам розево ми е мене, не точакот. Не ми е розево што зборам, црно ми. Еве како изгледа. Изгледа како да ги биде баш удобно. И сега оно затоа што сум најмногу збудена и најмногу скрин уплашена. Ево. It's working, bro. Ова е пумпа за точакот, за попат. Гледайте колку, значи го бери, буквално го бери тука. И последно е званчето. Много е добро. Само добро изгледа. I love my bike. Тоа е тоа од овој пакет. Тоа е и од овој денешно видео, се надам нека ми се допадна. Еве сега да видите како изгледа точакот. Цел украсен, среден. И еве неколку дена после тоа како изгледа украсен. Веќе го возев 2 пати денес и вчера. И навистина сум презадоволна од се. Најмногу од ова, затоа што баш се мислев дали ќе биде добро. Еве го за телефонот. Телефонот стои, не мрда. Ова не мрда. Ова светлото ги имав одамна и тоа ми е од Тему. Звончето одлично. Ова ми е од Jumbo Vero, можете и ви да си купите, ова е добро. Еве го чантето, кој имаме пумпата и на раквиците, мислам дека друго нема ништо. Да, тоа е тоа. И од ова презадоволна, шишето се уште го немам искористено. Потоа седиштето и тоа е предобро, премеко и малце ми е повисоко од обично, но нема врска. И задното светло, така да тоа е тоа од точакот. Вака изгледа крајно. Тоа беше тоа денешното видео, се надам дека се допадна и се гледаме во неделя.